Да, се враќаме во студиото. Тука е Милан Стефановски, военно-безбедносен аналитичар. Господине Стефановски, добре дојдовте во студио 10. Она што се случува во Украина предизвикува сериозни реперкусии и потреси веќе врз целиот свет, почнувајќи од безбедносниот и политичкиот дел, па се до економијата, до енергетиката. Сите кажуваат дека следува многу тешка зима, која ќе биде многу тешко да се помине, но стигаат и уште подраматични најави, како она на српскиот претседател Вучич, дека следува и голем конфликт помеѓу големите сили, а дека многу, како што тој вели, мали европски држави ќе настрадаат во тој конфликт. Значи, како и да е, најава за едни драматични времења. Она што е најново е синоќа, сите го очекуваа обраќањето на рускиот претседател Владимир Путин. Тој се обрати утрово, што кажа и што значи неговото обраќање сега во оваа фаза на конфликтот? Да, практично неговото обраќање ја исцрта дефиницијата дека престои огромен геополитички конфликт во глобални размери, и тој сега се случува, одразен и преку рефлектирање на сите овие енергетски, економски кризи кои ги наметна овој конфликт. Путин најави делом на мобилизација на армијата, на околу 300.000, мислам дека беше најавата, која ќе има за цел да ја брани, да ги брани областите Донецк и Луганската република, Запорожје и Херсонската област, која предвидено на 23-27 септември да имаат референдум за припојување кон Русија, и практично тоа е анексија на 15% од територијата на Украина. Во контекстот на почетокот на, да внимаваме сега и со терминологијата, специјалната воена операција, која имаше еден друг текст за денацификација и демилитаризација, со овие чекори тој концепт Русија го напушта и 300.000 руски војници само даваат светло дека ќе можеби да прогласи војна на Украина. Треба да се има во предвид дека сега не се знае точно, но околу 300 веќе има во Украина. Ова се дополнителни, сега зборуваме сили, да. Од прилика, почетокот на војните действија, кога започна руската армија со таа така наречена специјална војна операција, беше околу 150.000. Да. Но тоа се бројки кои се 100% неточни, бидејќи во тие сериозни војни операции точните бројки на вооружување, на опрема, на бројност на армијата е дискреција, односно е тајна. Секогаш, ова што го зборувате вие, дека пута 2 од официјалната бројка. Некои проценки, да, бидејќи тогаш почна, но потоа цело време се носеа засилување, како траеше операцијата. Па да, од прилика, да. Тоа е дел од војната доктрина. Вие кога ќе освоите една област, података ви треба дотородна логистика, и фронтот, ако забележите, се простира на 1000 километри, и по тој основ сега има Русија ангажирано најмалку 300.000 луѓе во тој фронт, што е тоа дел на операции, што е офанзива, што е артилерија, што е логистика. Но овие 300.000 дополнително говорат дека овој конфликт сериозно ќе се развие и сериозно ќе се одрази во секој сегмент на живење и врз светот. Ние често сме анализирале дека имаше претходница на овој конфликт. Тој е глобален конфликт кој сега беше актуелен на прашањето и со Тајван, и со Јужен Кавказ, Ерменија, Азербејџан, и светот се подготвува за неколку конфликти кои имаат веројатно за цел да го редефинираат светот оној како што го знаеме сега. Да, ќе зборуваме за тоа, уште малку да се задржиме на Украина. Евидентно, веќе сме 7 месец од војната во Украина, без разлика дали Русија нарекува специјална војна операција, тоа е една класична војна, тоа е една класична инвазија на една земја врз друга земја. Таму, но 7 месец од почетокот на операцијите, евидентно е дека руските сили не постигнаа, речиси, ниту една од своите стратешки цели при влегувањето, а со последната контраофанзива на украинските сили изгубија и целата Харковска област. Веќе украинците навлегоа и во делови
кои беа претходно освоени од русите, како силното руско упориште изјум, кое е освоено. И сега следува овој потек на Путин, за кој војните експерти одамна и руските војни експерти одамна го повикуваа председателот Путин да го направи ова многу порано, бидејќи цело време тврдеа дека за една таква огромна земја како што е Украина и за една таква операција треба многу повеќе сили од тоа што сакаше Русија да ги употреби. Еве сега Путин го прави. Тој е едниот војниот дел, а оној, да речеме, војно-политички дел е во однос на референдумите кои ги кажавте и после кои се очекува дека тие делови кои ќе прогласат независност ќе бидат припоени кон Русија, бидејќи тие ќе го искажат тоа самите, нели? Потоа, руската војна доктрина вели дека после нападот на тие територии, напад врз самата Русија, и имаме една сосема нова ситуација. Да, затоа и го напоменав тој факт, ќе се смени играта, значи тогаш ќе биде напад на Русија, нема да биде напад. Не е војна операција, затоа ги дефинира двата појма, затоа што на Русија ќе возможи да употреби многу помасовна војна сила, веројатно, или да, митот на руската армија дека е, нели, ефикасна, дека ги остварува своите цели на подолг рок се оствари, дека не е вистина, иако немаше војен аналитичар кој ако Русија сакаше да ги оствари двете цели кои ги најде, тоа е денацификација, односно рушење на режимот на Зеленски и демилитаризација, односно неспесување на војната инфраструктура на Украина, се очекуваше тој конфликт да трае до 3 до 6 месеци, но Русија веројатно има други цели, сака да се наметне како силен глобален играч и ќе користи зимата и енергенсите како свое оружје. Од друга страна, оба мобилизација и референдумот се спојуваат во една приказна и во истиот контекст, и затоа се и во терминолошки се сопаѓаат, а тоа е дека тогаш Русија може да каже ова е моја територија и во делот на преговорите можеби никош да не ги остапи. И затоа и денеска Путин го обвини Киев дека под менторство на Западот ги напуштил преговорите и дека ќе се плати цената за тоа. Тогаш по друга дефиниција ќе се случува тој воен конфликт и во најмала рака ќе биде многу поштар, поголем, пообемен, подеструктивен и тогаш Русија можеби да користи некој друга терминологија за да се оправда целта, нели, во тој контекст. Но ова мобилизација е после Втората светска војна можеби најголема на тлото на Европа и овие војни најголем конфликт после Втората светска војна на тлото на Европа, тоа е дефинитивно. Пораките што сега нели ги слушаме на Генералното собрание на Обединетите нации се тоа дека светот престои пред голем глобален вооружен конфликт. Да, во поглед на тоа, од друга страна имаме Украина која сега 7 месеци во војната евидентно е дека нивните вооружени сили се веќе многу засилени, многу поподготвени од почетокот на конфликтот, бидејќи Русија обвинува, но тоа е вистина, дека примаат огромна војна помош од Западот и во оружје, и во обука, па и во доброволци, како што ги нарекуваат, кои војуваат на страната на Украина. Гледаме дека украинската армија, која на почетокот на конфликтот се трудеше да организира дефанзивни операции, веќе спроведува и офанзивни операции. Но од друга страна, украинците исто така велат дека референдумите кои ќе бидат прогласени се ништовни за нив, дека не значат ништо и дека тие ќе продолжат со своите офанзивни действија. Прашањето ми е дали навистина мислите дека и после прогласувањето на тие делови како дел од Русија, дека Украина повторно ќе продолжи со офанзивни действија врз тие региони како ништо да не се случило. Бидејќи сега гледаме дека спроведуваат некои операции во Крим, не признаваат дека они ги прават формално, но спроведуваат, па и дури има експлозии често и во Белгород, кој е на руска територија град. Така да, што мислите вие, ќе продолжат ли украинците да ги напаѓаат тие територии по тоа? Да, затоа што тогаш, значи, ако не го направите Украина, нели капитулација, односно ќе се откаже. Ако се откаже, тогаш неминуелно ќе се преговори. Мора една работа да расчистиме. Офанзивата на украинската армија во временски период се поклопува со прогласувањето на организирањето на референдуми и мобилизација. Тоа се апарати многу силни кои имаат силни разузнавачки информации. Ниедна војна операција од обемот каде што се спроведува нели во Украина и таа цела западна
помош и Русија, го забраваме моментот дека сериозни разузнавачки информации се во игра и тоа се апарати кои имаат силна разузнавачка моќ и офанзивата е во контекст на да го спречи референдумот. Да. Тоа беше евидентно, да. Да, значи Украина има сериозна армија, поддржана од Запад е сериозен противник на руската армија, но треба една работа да разбереме конфликтите од оној класичен обем, дека само војската успева да добие војната, односно битката, е поодамна напуштен, а затоа од подетално кога ги анализираме состојбите на терен се користат и неконвенционални војни действија. Имате атентат на керката на Дугин, имате убиства. Серија атентати има во Украина, во деловите кои се под руска окупација. Таму цело време се напаѓаат тие гувернери, званичници и така. Индиректно санкциите овозможуваат Русија да развива своја војна технологија, па таа купува војна технологија од Иран или од Северна Кореја, што говори дека овој конфликт се одвива на повеќе места, од повеќе делови во светот со различен интензитет. Украина сигурно ќе продолжи да се брани, таа има сега и мотив, сега е во многу важен мотивот во секоја одбрана на територијата, нема да ги признае овие територии како што не го признава и денешен Крим, кој е исто така анексиран по пат на референдум, е дел од сега Руската Федерација. Сега тоа ќе се обид на Русија, како ќе заврши, ќе гледаме, нема да биде добро. Војната сила што ќе употреби Русија и Украина, која има од Западот и мотивот, говори дека овој конфликт само ќе се димензионира и ќе се засилува. Значи ќе поразорен ќе биде по сите основи. Може ли да дојде до употреба на она што сите се плашат, на употреба на тактичко нуклеарно оружје од страна на Русија, бидејќи руската доктрина предвидува употреба на нуклеарно оружје во случај на загрозување на руската територија и во овој случај тоа би се случило. Значи, доколку тие ја прогласат таа територија како своја, после ќе можат и формално да употребат, и тоа е она што сите се плашат, бидејќи тоа на некој начин ќе отвори Пандорината кутија. Но експертите велат дека тоа би се случило само во еден случај на, да речеме, очај на Русија, доколку види дека навистина нема други средства да победи, дека мора да употреби такво оружје. Мислите ли дека би дошло и до тоа во конфликтот? Очајот е најголем непријател на човештвото. Русија како систем е позиционирана во строга вертикала, иако тој систем му дава огромна моќ на Путин, да не заборавиме дека тој сигурно може да делува под притисок. И оној очај вие што го спомнувате, можеме да го видиме и се манифестира во пораката на Џо Бајден до Путин да не користи тактичко нуклеарно оружје. Ако се сеќавате многу порано, американците кои ги повлекоа сите граѓани и амбасадорите и кажа дека Русија спрема напад на Украина, дури Зеленски не веруваше, па вика немојте да кревате паника во државата. Ќе го повторам, тоа се сериозни земји кои што имаат сериозни разузнавачки информации. Условно кажано, Русија може да ја легализира таа употреба на тактичко нуклеарно оружје, ако рече сега вие напаѓате мојата територија во однос на референдумот. И Путин денес като го најави, не блефирам, значи сега ќе го цитирам, не блефирам, имаме нуклеарно војно оружје, односно поседуваме технологија понапредна дури од Западот и нема да се двоумиме да ја користиме ако се осетиме ние загрозени. Тој е прв човек на Руската Федерација, дали било во очи или не, треба тоа сериозно да го разгледаме како можност, иако неколку претседатели на држави и соседни на Србија Вучич редовно брифираат до јавноста дека можни се може овој конфликт да се развие во нуклеарен. Да, тоа го кажуваат и многу светски лидери дека тоа е навистина една потенцијална реална опасност, тоа не треба воопшто да се минимизира, ниту да се отфрлува, се разбира. Во однос на Путин и Зеленски јасно е дека нема што многу да изгуби, тој ја брани својата земја, тој нема одби на почетокот на конфликтот да пребега од Украина, остана тамо да се бори, тој веќе оди на се или ништо. На крајот што ќе добие ќе видиме. Од страна на претседателот Путин, тој настапи од една, да речеме, покомотна ситуација, значи Русија не беше директно загрозена, тој реши да спроведе една ваква
операција, но доколку војната во Украина помине лошо за Русија, доколку на крај руската армија мора да се повлече од Украина и доколку тоа излезе пораз, се чини дека тоа ќе биде голем проблем за претседателот Путин, пред се за неговото обкружување, за јавноста во Русија. Па така излегува дека војната во Украина, иако така не почна, на крајот сега излегува и дека таа за него е прашање на живот или смрт, политички се разбира. Тоа е најопасно. Кога вие мислите дека тоа е прашање на живот и смрт, може да носите одлуки такви како што може да донесете, опасни и деструктивни. Од друга страна, Украина си има друга политичка конотација, друго политичко уредување. Спомнате Селински дека останал во Украина, тој е врховен командант на вооружените сили и негова должност е да остане во Украина да ја организира одбраната, бидејќи неговата држава е нападната. По тој основ он нема што да изгуби, он се брани. Комотната позиција што напоменавте на Путин рефлектира тоа дека он го користи аргументот дека редовно се нарушува меѓународното право, дека он прави воена операција, како што правили и некои други држави, кој нормално тоа не е вистина, затоа што им постојат аргументи, ако еднаш го нарушиш меѓународното право не треба да има аналогија. Од друга страна, он се повикува на тоа дека Украина со владењето на Зеленски вметнала во уставот дека ќе стане членка на НАТО. И затоа во терминологијата за напад на Украина беше денацификација и демилитаризација, односно да ги одврати. И на почетокот, ако забележите, во првите 2-3 недели од конфликтот, веднаш седна на преговарачка маса и Украина во еден сегмент беше спремна да се откаже членството на НАТО за мир. Ако се сеќавате, тоа веќе не важи. Тоа беше првична изјава веднаш после инвазијата, некаде кажа, може да се разговара за тоа. Да, и затоа разузнавачките западни земји беа во право кога кажаа дека Путин нема да застане во тој контекст на денацификација и демилитаризација, односно да ја направи Украина немокна или држава која нема да ги загрози руските интереси. И дека тој ќе продолжи, односно има за цел да ја анексира. Во еден дел од говорот на Путин, он кажа дека Украина не е држава и дека таа е настаната, што па ги отцрта оваа рефлексија дека он сега тој дел на Русија, на рускојазично население ќе сака да го анексира и да биде дел од Русија, што говори за некои империалистички желби на и дека украинците не се народ реален, дека се вештачки создадени и така натаму. Тоа е преопасна дефиниција и него му дава контекст дека он мисли дека може да прави во Украина што сака. Затоа што ако веќе мислите дека таму не е народ и тој народ ви приваѓа на вас, тоа е ваше право како вие ќе се однесувате на таа територија. Русија ќе се ја плати цената порано или подоцна во однос можеби на санкции, но во тоа што спомнавте дека Русија ќе остапи од територијата или ќе се повлече во историска димензија, во аналогија, тоа не се случува со ниедна голема земја без да добие нешто на возврат на преговарачката маса. Да, во однос на она што се случува, се чини дека енергетската политика и рускиот монопол врз гасот, врз снабдувањето со гас на цела Европа, излезе дека всушност тоа е најсилното оружје на Путин во војнава, дека војната сила на Русија, доколку таа на некој начин целосно потврли во конфликтот, се чини дека енергетската политика остана прилично силна и дека таа прави најголем притисок врз Европа. Енергетското, така наречено, оружје што користи Путин е синхронизирано со вооружувањето што го поседува, затоа што он знае дека на крајот од денот успехот на војно поле не значи дека имаш направен целосен успех. Многу се важни глобалните пораки, односно моќта на државата која е под притисок да демонстрираш и манифестираш низ неколку сегменти. Кога анализиравме зошто Путин сега решил да нападне Украина, тие држави имаат силни разузнавачки и аналитички апарати, стратези кои знаат дека ако Русија сега не се постави така како што ќе се постави, светот успешно правеше деверификација на руските енергенси. Тогаш моќта на Русија нема да биде иста како сега,
проценката е дека за 10 години од сега Европа би била, нели, диверсификација во однос на енергенсите на Русија, ќе има сосвен избор на енергија. Европа ја спомнувам, бидејќи Америка Да, но се обидуваат да го забрзаат, мислам, тој процес сега. Да, значи па затоа, нели, тие климатски протоколи што беа во Париз и во други држави во светот под плаштот на, нели, зачување на климата, практично светот продуцира нови видови на енергија кои ги суспендираат традиционални извори на енергија кои на Русија даваат најмногу мор, тоа, нели, гасот и нафтата. Европа може да западне во криза како што никогаш не паднала до сега. Предпоставките дека се 40% од индустријата зимава да не работи, за да може граѓаните да имаат енергија. Путин тоа го користи, ќе го користи затоа што неговата платформа е дека Русија или во своите изјави е глобална сила и затоа он ги користи сите ресурси и ова со енергијата му е делот од таа стратегија. Да, доколку европската сега ова е малку, да речеме, ги гледаме работите во побрзо, на еден краткорочен рок, што би се случило оваа зима која сите најуваат дека ќе биде многу тешка и за ова што го кажавме и претседателот Вучик најавува еден глобален конфликт, што и да значи тоа, дали ќе биде само на тлото на Украина или поширок, не знаеме, но во еден поширок контекст на еден среден рок, да речеме, за ова што го зборуваме за обидот на Европската Унија да најде алтернатива за руските енергенси, да најде диверсификација на тие извори, доколку тие успеат во тие намери, а еве Германија, например, најавува неколку пати дека се на добар пат тоа да го направат. Значи, зборуваме за еден период после 1, 2, 3 години, доколку Европската Унија успее да го направи тоа, доколку успее да го намали увозот на руски енергенси, доколку Шведска и Финска станат членки на НАТО, веќе аплицираа. Знаеме дека имаат проблеми со Турција, дали ќе ги решат, дали не, ќе видиме, но еве доколку успеат, значи имаме де факто проширување на НАТО, имаме многу зголемени трошоци за вооружување на НАТО во исто време, тоа е паралелен еден процес, имаме диверзификација од руските ресурси. Дали стратешки војната во Украина после 2-3 години ќе направи од Русија посилна или послаба држава? Бидејќи гледаме во каква насока одат процесите. Знаејќи ги Руската Федерација, овие аргументи што ги спомнавте, дека светот се развива енергетски да не зависи од Русија, заекнувајќи ги своите, нели, буџети за одбрана, развојна технологија, го добиваме одговорот зошто Русија ја нападна Украина, користејќи ги слабостите на Европа во прва смисла, за да ја зацврсне својата глобална позиција и да наметне свој правила на игра. Во таа смисла проценката дека светот се уште е зависен, меѓусебно е зависен, второ Европа е зависна од рускиот енергенс, му дава на Путин оваа концепција што ја зборувате. Но доколку се случи, ние не знаеме, нели Макрон важи за претседател кој е предвестник на лоши вести, каже дека овој конфликт може да трае до 2030 година. Ако гледате сериозни економски аналитичари говорат дека и рече дека времето на благосостојба на французите заврши. Заврши, да. Па светот одамна не живее во благосостојба, но ете, дали он го спрема своето население дека ќе влезе во мрачен период. Но сериозни економски аналитичари кои се занимаваат со познавање на енергија, говорат дека за да може светот, односно Европа, дел од светот, обстои, а Русија остане слаба, а не силна после војен конфликт, за целосна диверсификација од тие енергенси потребни се 5 до 7 години. И ако видите контекстот дека војната може да трае до 2030 година и дека тоа се поклопува. Отприлика тој период. Значи тоа е тој период каде што веројатно и Западот и Русија ќе мора да најдат начин да соработуваат без да се надпреваруваат кој е посилен, а кој е губитник. Во глобални конфликти губитник нема. Има само огромна штета на многу земји.
губитник се државите каде што физички се води војната, да. Да, Тие значи се разурнати. во случајов е Украина, да. Кисинџер Таа е секако губитник, да. Да, Кисинџер има кажано неколку позиции во однос на ова и историјата ни говори дека во глобални структури со глобални земји нема губитник. Вие денеска Германија може да ја анализирате како најголем губитник во Втора светска војна, денес е една од најсилните економии и најсилните земји во светот. Така што мора да се најде некоја формула на баланс, мултиполарниот свет и балансот е формулата за мирот. Во тој контекст ние треба да, како луѓе, да анализираме дека и од таа страна, значи, јас не почитувам јас сум да ги следиме нашите национални интереси. И мораме да ги следиме нашите национални интереси. Но ако сериозно анализираме, ние мораме да гледаме страната и на Русија, која има една историска димензија, има една глобална сила, има глобална моќ, и тој баланс мора да го направат светските лидери, затоа што ако вие доведете човек во очај, одговорот ќе биде хаотичен, деструктивен, тогаш нема да важат ниедни правила и формули како понатака ќе се развива светот. Во тој контекст ние сме на самиот почеток од овој конфликт кој за жал и мене ме плаши се повеќе овие пораки што доаѓаат од двете нации дека ќе биде деструктивен посебно за Европа. Да, од друга страна гледаме дека Русија и Кина ја продолжуваат соработката. Таква беше и последната средба помеѓу рускиот претседател Путин и кинескиот Джипинг, но тие најавуваат и едно продлабочување на врските и создавање на една можна директна војна коалиција, нешто сега да речеме како пандан на НАТО на некој начин, една тие сега имаат одлична соработка, но една веројатно се мисли на некаква формална организација, предпоставувам, не знам, ќе видиме. Мислите ли дека е можно да дојде до тоа? Бидејќи од друга страна знаеме дека иако се сојузници Русија и Кина и дека многу соработуваат, тие имаат и доста специфични односи како две огромни сили кои се граничат една со друга. Мислите ли дека може да дојде до таква една формална коалиција помеѓу двете држави? Да, видете, овој конфликт ги исцрта тие сојузништва, што не се толку традиционално силни како Западната алијанса, затоа што на различни идеологии почиваат. Да, Русија и Кина имаат можеби интерес заеднички да ја спречат така наречената за нив западна хегемонија, и Кина тоа го доживеа провокација околу Тајван, практично ја го засврци тој сојуз со Русија, сега имаше на Шангајската организација во Узбекистан средба, видете. Таму имаше и она создавање на тоа така наречено пацифичко НАТО, АУКУС, што исто така Кина вели дека е против неа. Да, тоа беше пред неколку години, да, тоа е помеѓу Австралија, Америка и Британија. Кина тоа сериозно го манифестираше со силни војни вежби. Но Шангајска организација, што Русија и Кина се обидуваат да наврацат други земји во светот пред неколку дена, таму се сретна рускиот претседател кинескиот, што најавија некоја платформа, некои точки на стратешко партнерство, да се спротистават на западната хегемонија, но видите во исто време имаше еден конфликт, кратко траеше меѓу во Јужен Кавказ меѓу Киргизстан и Таџикистан. Да. Тука баш средбата во Узбекистан, тоа е порака дека можни се точки на конфликти во разни делови во светот. Тоа е таа суптилна порака што западната империалистичка за нив, за нас стратешки партнери праќаат дека војната ќе се расшири во повеќе делови од светот и дека тие сојузништва се предосна да ги направи Русија и Кина, затоа што ова е потрадиционално и почива на друга идеологија, но Кина има своји интереси. Русија е помал партнер сега во тој однос, иако има војна технологија, Кина си огледа својот интерес. Кина во Русија не може да продаде ништо. Односно, пазарот на Русија е лимитиран за да може да ја јакне кинеската економија. Да ја абсорбира кинеската. И они ако направат сојузништо, ако сите санкции се префрлат и на Кина, тогаш Кина економски може да
да крахира, кој не е во незин интерес, и сега умешност е да се направи баланс, да се направат сојужништва, но секој да си гледа своите интереси. Значи, на некој начин мислите дека не би дошло до таква еден формална организација некоја која Таа би била економска и политичка, не би била војна, но пораката е дека ние и војно можеме да се спротиставиме на тој хегемонизам каде што они мислат дека им се загрозени нивните национални интереси. Инаку и сега во Украина вие имате војници, платеници кои од едната страна се и чеченци, и белоруси, па се спомнуваат или севернокорејци, кинези и така натаму, од другата страна исто постојат повеќе држави. Формата не е важна во глобалните конфликти. Дали тие формално ќе се издржат или не. Туку во реалниот конфликт колку поддршка ќе имаат и кои се интересите кои сакаат на крајот да се ги остварат. Да, гледаме дека од друга страна Русија обезбедува помош, тоа не е потврдено официјално, но постојат информации дека зима оружје од Северна Кореја, пред се артилериско оружје, бидејќи доста од тоа е потрошено во Украина. Има ирански дронови, за тоа веќе има и конфирмација и визуелна, веќе има доста урнати во Украина кои се покажуваат, но од друга страна за кои постојат информација дека се доста ефикасни во украинската војна, тоа се само убиствени дронови. Значи, во овој конфликт веќе ако Западот силно ја помага Украина, гледаме дека на страна на Русија се вклучуваат и незините традиционални сојузници на некој начин преку па и директна војна помош. Значи, конфликтот веќе добива една силна интернационализација. Па на Русија најголема помош беше оној гасно поврзување со моќта на Сибир со Кина, односно купувањето на Кина кон Русија на огромни ресурси на нафта и на газ, за да може да користи ефтин енергенс, за да нивната економија расте, за да може па Кина да продава таму кај што сака да се продаде, најчесто на запад, произведена од ефтин руски енергенс. Па има информации, не информација, туку таа гасот пред се Кина го добива Индија по субвенционирани цени. Тие се толку субвенционирани што експертите велат дека е дури под набавната цена во Русија, дека Кина ги купува по такви дампинг цени. Сигурно не е под набавната, не, прилика $15-20 е односно произведената метро кубен на газ. Значи они продаваат за многу повисоки цени, но доволно ефтини затоа што на берзите светски растат огромни тие енергенси, доволно ефтини за да бидат продуктивни, односно нивна економија да создава продукти кои се конкуренција на овие што ќе се произведуваат со многу поскапи енергенси. Тоа е директна помош на Русија, она што Кина сега го купува, така да не се кријат тие партнерства на тој начин. И Кина поседува војна технологија. Од една страна, традиционалниот партнер е тука и Иран, Северна Кореја. Во секој случај, секој ќе си користи своите партнерства и своите мрежи на контакти за да си нанесат што по силни удари еден на друг и во крајна линија секој сака да излезе победник во вакви конфликти. Да, господине Стефановски, што е со регионот? Повторно се навраќаме на она што го кажа и претседателот Вучич, тој на некој начин е носител на тие тешки или за некого лоши вести, тој цело време предупредува дека следува многу тешка зима, најтешка од Втората светска војна за Србија, но и за регионот, јасно е тоа. Тука и регионот е погоден од оваа војна, не само политички, туку економски, енергетски. Јасно е тоа. Како в регионов ќе помине целава криза? Да, па она што е Макрон за Запад, Вучич е за овој дел на Балканскиот полуостров, задолжен да ги соопшти вестите кои не се така многу добри. Малите држави, он ги спомна во својот говор дека можеби нема да преживеат, мислејќи економски и енергетски, бидејќи се соранливи системи на економија, на потенцијал во енергија. Но има и една друга реченица, тоа е дека можеби конфликтот да се прелее
и на Балканот. Тоа го Имаме неколку невралгични точки, тоа е Босна и Херцеговина, Косово, се разбира. Црна Гора некогаш се спомнува малку или повеќе, но како стана членка на НАТО, мислам не е толку ризично. Не, тој контекст е Црна Гора, значи. Но Косово и мислам и Босна и Херцеговина се Косово е можни точката која може да развие конфликт и видете сега НАТО базите во Косово се сериозно зајакнати во овој период. После тие инциденти на границата со Јужна Србија, Србија силно се вооружува, праќаат пораки дека нема да дозволат втора Олуја. Може би да се искористи, значи ако вие размислувате од место на Путин, ќе кажете дека јас ќе го развијам овој конфликт или овие интереси на повеќе страни од светот, за да можам да имам подобра преговарачка маса или да кажам дека ете западните ќе да се могат дисперзира и енергијата и јавното мнение да се дефокусира. Затоа и контекстот кога разговаравме дали ние треба да бидеме земји членки на НАТО, кога анализиравме тие мултиетнички општества колку се рандливи, тие нерешени прашања колку се рандливи, колку можат да предизвикаат конфликти. Кога ќе почне војната, више не важат правилата. Тогаш овие политичари кои се антипод на тие интеграции нема да ќе ги снемат политичката сцена. Глобалните конфликти бараат глобална соработка, глобални одговори. Бараат сојужништва. Затоа и Путин и Бајден на сите страни сакаат да најдат сојузници. Затоа што тие се свесни дека такви глобални судири делуваат, рефлектираат кон сите земји. Односно можат, бидејќи ние сме можеби мала држава, но ние сме на патот на коридор, на сериозен коридор, дали бил 8 или 10, ако овој коридор не биде пополнет, односно територија не биде пополнета од западни сфери на интерес, ќе може да биде пополнета од други земји. Контекстот дека ние може да бидеме линија на огнот, нели државен секретар на сада ли беше Џон Кери, мислам. Да. Беше во тој контекст. И во тој контекст имаше и конфликт, нели? Имавме и диво населе, па имавме и вооружени инциденти во Косово. Неминовно тоа се случува со малите држави. За да преживеат, и мора да имаат сојузништво. Може би нема да биде по наш терк, по наш кеф, може би ќе дадеме нешто повеќе од тоа што треба, но важно е сега моментов да преживееме. Цената, нели, викаат дека скапо сме ја платили што сме влезли во НАТО, кога ќе се прошири овој конфликт, за да преживееме и да не бидеме внесени во војна на виорот, каде што ќе бидат застапени многу интереси во оваа држава, тогаш ќе засврстиме тогаш позицијата и нема да важат дефиниции дека сме дале, не знам, некоја географска одредница и така натаму. Многу е тешко да се прифати ова, но јас доаѓам од подречје кај што имало воен конфликт и тогаш тие правила не важат. Тогаш патриоти нема мобилизација, има катастрофа и така натаму. Многу е важно нацијата и државата да обстојат во овие глобални немири. А понатаму ќе дојдат и други генерации, па можеби светот, нели, не е секогаш ист, можеби ќе имаме среќа повеќе во геополитички контекст. Ова е порака на што сакам да пратам, што нели на Македонија се случи, а ова што спомнав на малите држави. Компромисот некогаш е неминовен за да преживееш. Таков е светот, во таков свет живееме и мораме да преживееме. Да, во поглед на земјава, ајде да ги видиме, значи обратно од оние што се критичари цело време за влегувањето во НАТО, што велат дека Македонија на некој начин не треба да влегува во војни блокови, треба да биде војно неутрална, на некој начин ја спомнуваат и Србија, она што го прави. Еве, доколку сега не бевме членка на НАТО, дали сега ние ќе бевме во подобра, полагодна позиција, бидејќи според нивната логика на таков начин ние сега не би избрале страна и тие мислат, критичарите на тој процес се разбира, дека сега на нас би не било подобро. Дали навистина сега во ваква опасност од ваков глобален конфликт на нас ќе не беше подобро да бевме воено неутрална држава? Моje мислење е дека не. И ќе образувам зошто. Ние немаме исти контекст на уредување како што има Србија. Србија е прилично сега, после одвојувањето на Косово, е
монолитна држава. Значи нема изразен мултиетнички карактер. Ние имаме различна дефиниција, имаме различна структура, имаме народи кои живеат со нас, кои имаат свој видување, свој гледиште, си имаат своји интереси. Тоа е природно нешто, тоа е нормално, дали ние сакаме или не, тоа е реалност. И во тој контекст ние државнички ако размислуваме, ако бидеме надвор од овие процеси и некој од големите сили сака да направи проблем, чисто за да има подобра преговарачка позиција и да си ги одрази своите интереси на територии каде што немаат решено прашање. Имаме милиарда примери во светот каде што има конфликти, каде што никој не очекувал. Дали знаеме за жал дека за жал на идеалистите дека за жал светот така делува, големите сили така делуваат. Да, и делува таму каде што имате нерешено прашање, односно постојат извори на конфликт. Нели правиме се сценарија ако ние бевме на тоа. А што ако имаше некој посериозен меѓуетнички конфликт? Ви имате конфликти во светот кои се банални. Затоа што не знам, се случило некоја престрелка на граничен појас во Ерменија, Азербејџан, Киричистан или еден куп држави кои можат лесно да влезат во војна. И ние ако ние сме надвор од чадорот на НАТО, односно НАТО дава нели еден друг систем, дава безбедност, дава правен систем, интегрира тој западен систем. Ние доминантно сме сакале да влеземе во НАТО, дава безбедност, односно на овие мали држави, ранливи држави, мултиетнички, даваат безбедност доволно за да можат да обстојат и да се развијат, доволно за да можат да дадат некаква благосостојание. Да. Во тој контекст одговорот е, спомнавте дали ние ќе сме биле побезбедни или помирни, не. Ние би биле поранливи. Добро, за крај имаме ли некаква... Замислите Турција и Грција да не бе во НАТО. Мислам, одговор на тоа прашање. А која ќе беше алтернативата ако не бевме? Но тоа бара се сериозна дебата. Има многу примери каде што може да аргументираме зошто е добро да сме во НАТО во овој момент. Да, и за на крај имаме ли некаква препорака во контекст на сето ова што зборувавме, на сето она што не очекува на тешка зима, за земјава се разбира, за можен глобален конфликт кој можеби би се префрил на некој начин и на Балканот, би се рефлектирал некако, не знаеме, можеби како што вие велите најпотенцијално жариште во нашето непосредно соседство. Имаме ли некаква препорака за земјава како да се преброди зимава? Па, нели, препораките, како од мојата област што јас нели ја анализирам од воен аспект, повеќе се во економската природа. Да, ние треба сериозно да развиеме енергетска мрежа која ќе биде диверсификација од еден извор на нели преку Бугарија да користиме газ, сериозно да размислуваме за наши ресурси. Ме радува ова што испадна со хидроцентралната Чебрен, да инвестираме, ние сме земја на сонцето, можеме да произведуваме нели енергија која во моментот гледаме дека е клучно оружје и е клучен сегмент и област кај што дава сериозен развој, да ги следиме нашите нели стратешки интереси. Ние сме дел од НАТО, учествуваме максимално во поддршка нели на тој систем, да бидеме мирни, трезвени, ќе има провокации, гледаме по социјалните мрежи постојат нели многу креирање на лажни вести, претежно тоа е со руски ракопис или политички партии кои несомнено не кријат дека им поддржаваат други центри на моќ. Треба да бидеме свесни дека сме земја со многу лимитирани ресурси и е многу важно да преживееме, а оние кои земаат плата за тоа и кои се властите најдобро веројатно знаат кои чекори треба да ги преземат за да се заштитиме максимално. Да. Добро, господине Стефановски, ви благодарам за овој разговор. Благодарам и на вас за поканата. Ова беше Милан Стефановски, военно-безбедносен аналитичар. Зборувавме за војната во Украина и сите реперкусии од тој конфликт. Одиме со една кратка пауза и последен дел од дебатниот дел го завршуваме со господинот Самка Ибраимовски, поранешен пратеник и претседател на ПЦЕР.